Во бегството на екс-премиерот Никола Груевски од државава има сериозна вмешаност на унгарските разузнавачки сили. Ова е оценката на националниот координатор за гранично интегрирано управување Владимир Пивоваров, кој својата оценка за ваквите сериозни индикации ја црпи од информацијата на унгарските тајни служби за точната патека и начинот на кој стигнал Груевски кај Орбан. Поранешниот премиер без помош од надвор нема да можел да избега. Вториот секретар, заменикот амбасадор, најчесто во дипломатија се разузнавачи кои се скриени за велото на дипломатскиот пасош. Конзулот најчесто потекнува од безбедносните служби, така да учесниците од она што го презентира и албанските и црногорските власти во ова наведува дека се луѓе од службата делегирани во дипломатијата. Меѓутоа, загрижува фактот што се случувало на наша територија. Значи, секако дека и однатре имала силна логистика, тие служби сами ова не би може да го изведат ако немале силна логистика внатре кај нас. За шансите поранешниот премиер Груевски да добие азил во Унгарија треба да се размислува во две насоки. Едната е што пишува во меѓународните конвенции и другата е околностите карактеристични за ситуацијата, имајќи предвид кој е премиер во Унгарија, какви беа релациите наназад и вклученоста на унгарските власти во делот бегството, смета експертот за азил Трпе Стојановски. Веројатно се големи шансите исходот во однос на барањето за азил да биде позитивно, имајќи во предвид индикаторите на кои што упатува начинот како господинот Груевски патувал до Унгарија и особено како е третиран во Унгарија. Во однос на меѓународните документи и особено законот за азил на Унгарија, кој што е од понов датум, од пред неколку месеци, и кој што е исклучително рестриктивен во однос на можноста да се одобри да има позитивен исход барањето за азил. Откако почнаа судските процеси на СЈО поврзани со бомбите, побегнаа двајца вработени во петата управа Горан Груевски и Никола Бошковски, обвинети за прислушувањето. Бизнисменот Сеат Кочан побегна па се врати во земјава и последниот во низата на бегалци е екс-премиерот Груевски. Леснотијата со која бегаат функционерите, моćниците и богаташите покажува дека тие не така тешко го изигруваат законот. Господинот Никола Груевски одел на илегален премит. Не бе, господа. Господинот Груевски може би дури и со кафе е изнесен. И јас сум тврдо убеден, но ова што викате професорот Богданчо, дека ние во моментов немаме опипливив доказ да го докажеме. Иначе многу лесно со едно стапче камерата ја насочувам во правец на кој што јас сакам. Господинот Груевски ќе се излези пешака, излегуваат по него друго возило. Одземањето само на патната исправа како мерка за обезбедување на обвинет во постапката е издржано, но само доколку врз одлуките на органите за прогон на кривични дела нема политичко влијание. Груевски за 2 годишната казна по мене нема потреба да биде зајакнато наблюдуван од полицијата. Меѓутоа, за процесите што се водат, фактот дека се водат како има потреба да биде прикриено наблюдуван, затоа што он, барајќи ја својата одбрана, може да ни понуди нови докази. Така. Државата е во голема предност пред секој лице. Ако Груевски бил председател на владата и бил моќникот во државата, условно кажем, сега во моментот државата е против него. И те како инструменти има државата да може успешно да обезбеди квалитетни докази за да не биде само на тие доказите што ги имаме од бомбите или нешто друго. Последниот, бегалецот Груевски, во моментов чека азил од унгарските власти. Во тек е процедурата. Премиерот Зоран Заев вчера најави дека Груевски сепак ќе биде екстрадиран во земјава.